Господине Османи, која е прво причината за вашата посета денес? Работна средба во Брисел, мислам дека е важна, прво заради средбата со комисарот Хан, со кој треба да разговараме и за прогресот кој што државата го прави и во делот на политичките критериуми, и во делот на реформската агенда. Денеска знаете дека е и рокот за поднесување на придонесот на Република Македонија за наредниот прогрес извештај. Меѓутоа, исто така важна средба со представниците на земјите членки, организирани во КОВЕП, каде што имав можност да ги представувам резултатите на државата и во делот на имплементацијата на договорот, меѓутоа и во делот на реформската агенда, пред се на планот 18 и се до тоа што планираме да го правиме за да ја потврдиме датата за започнување на преговори во јуни. Пред да се осврнеме на договорот, денеска почнува скринингот, подготвителниот скрининг за поглавието 24. Една од критиките е недостатокот на напредок во делот на финансискиот криминал. Недостатокот на соработка помеѓу институциите и така. Натаму и токму на овој ден не може да се пронајде бившиот премиер Груевски токму за финансиски криминал. Како? Значи, прво паралелно на ова моја агенда има работен состанок во Европската комисија за поглавието 24, каде десетици луѓе од правда и од внатрешни работи слушаат од Digi Justice пред се за тоа што треба ние да направиме во делот на транспонирање на европското законодавство во делот на правда и безбедност. И мислам дека е добра можност за администрацијата да навлезе подобро во и да се подготви подобро за процесот кој што не очекува. Во однос на финансиските истраги, владата има донесено стратегија за финансиски истраги и за конфискација на имот. Врз основа на таа стратегија е направен акционен план. Очигледно дека резултатите од минатото покажуваат дека или немало волја, или немало доволно знаење и капацитет како да се прават тие истраги, бидејќи тие се сензитивни и комплицирани. Меѓутоа, акциониот план веќе дава резултати. И мислам дека бројките покажуваат дека за една година се надминува количината, ако можам да кажам, на имот и средства кои што е конфискуван, ги надминува збирно за сите минати години наназад. Меѓутоа, дали тоа значи дека ние сме задоволни? Не, тек сме на почеток, на градење на капацитети, меѓутоа и на покажување резултати. Сметам дека сме на добар пат и сите овие средби, оваа комуникација што имаме со Брисел, меѓутоа посебно со експертите кои што тие ги праќаат, ќе овозможи да се доизградат овие капацитети за да се покажат повеќе резултати. Дали конкретно се зголемуваат ресурсите за финансиската полиција, финансиското разузнавање, како што бара извештајот во делот 24? Во стратегијата и во акциониот план се предвидува све, и во делот на капацитетите, во делот на начинот, во делот на обуката. Значи се покажало слабост во сите овие елементи во делот на финансиските истраги, меѓутоа потребна е тука и силна политичка волја да не се застане на било каков отпор или предизвик на патот. Меѓутоа ви кажувам дека резултатите покажуваат, изборуваат сами за себе и за политичката волја и веќе за капацитетите кои што се во тек на изградба. Значи нема да кажам дека ние сме сега комплетно подготвени за еден таков процес. Меѓутоа дека почнува, дека има политичка волја, има план, има стратегија и веќе почнуваат првите резултати кои што ги надминуваат сите збирни години назад, мислам дека само треба да продолжиме на овој пат. Како е можно да не се знае каде е премиерот Груевски? Не ги знам деталите јас, тоа не го следам, веројатно органите на прогонот тоа ги знаат тие детали, така да не можам да коментирам во тој дел. Меѓутоа сметам дека законите треба да се почитуваат и треба исти да бидеме пред законите, независно кој на која позиција бил, или ќе биде. Не стравувате дека ова може да се рефлектира врз предстојниот извештај на напредокот? Да видиме како ќе се одвива процесот, така да не прејудицираме, се уште е рано, јас немам никакви детали во тој.
Друга критика во поглавјето 24 во претходниот извештај е борбата против тероризмот. Слаба е борбата против тероризмот, истрагите, пресудите, слаба е и работата врз превенцијата на радикализација, на насилна радикализација и на дерадикализација во затворите, но и во заедниците. Што прави владата конкретно? Видете, знаете дека има национален координативен центар кој што работи на оваа тема, подготвуваат стратегии, подготвуваат планови. Јас имав неколку средби со нив, резултати има и тука. Македонија е во блиска соработка со земјите партнери во борбата против насилниот екстремизам и со тероризмот. Зборувавме со тоа координативно тело за можноста за влијание и во социјалните аспекти кои што доведуваат до радикализација. Значи имаме еден појас во државата кој што повеќе продуцира луѓе вклучени во такви настани и сето тоа е поврзан со некаков социјален бекграунд, во смисла на недостаток на социјални услови за живење, за инклузивност на младите, вклучување на младите во општествени активности и сметам дека тој план треба да се комбинира не само во борба и откривање и спречување на младите кои што се потенцијални регрути за такви дејанија, туку напротив да се овозможи државата прво капацитети нив да ги вклучи младите во различните општествени текови и активности за да на тој начин спречува. Така да правиме еден план, посебно за тој појас кој што зборам каде има повеќе регрути, јас го нарекувам мастер план и го координирам со цел да и националниот координативен центар за борба против тероризам и МВР, меѓутоа и другите институции да се вклучат, меѓутоа и донаторите, за да можат различните земји членки, различните организации да се вклучат во подобрување на условите во тие општини каде што гледаме дека има поголем потенцијал за насилен екстремизам или потенцијален тероризам. Колку борци од џихадот се вратени на Македонија? Тие податоци во МВР ќе ви ги кажат подетално, меѓутоа ние сме во блиска комуникација, реков, со сите партнери и покажуваме резултати во тој дел. За мене е најважно ние да не оставиме простор тука да се регрутираат или да се создадат и да се радикализираат младите. Така да мораме да се фокусираме во тој појас каде што сметаме дека социјалните недостатоци и општествените прилики креираат атмосфера за радикализација и тука мора да влијаеме позитивно за да ги спречиме таквите можности. Има ли контрола врз тоа што се проповеда во џамиите? Имате ли соработка со ИВЗ? Џамиите се еден од главните? Зборував, јас тоа сеп не го прави, тоа го прави ова координативно тело. Зборував со нив надолго за сите аспекти, они имаат комуникација со верските заедници, не само со едната верска заедница, бидејќи потенцијал за радикализација има во сите општествени структури и тие се во таква комуникација и работат согласно нивните со подобрите светски практики, меѓутоа и правилата кои што тие ги имаат. Се жалат, се разбира и тие на недостаток на капацитети, на човечки ресурси, меѓутоа бидејќи се нови во оваа борба што ја прават, владата е спремна да ги поддржи максимално за да ја покажуваат резултати. Да се осврнам на договорот од Преспа и на уставните измени. Отворена ли е Пандорината кутија? Мислам не, напротив вчера е затворена, бидејќи ниту беше отворена. Всушност, вчера се усвои четвртиот амандман и последниот во Уставната комисија, согласно договорот од Преспа. И не гледам некое отстапување од тоа што собранието го усвои на 19 октомври со двотретинско мнозинство. Мислам дека ова е еднонасочен пат во кој што не очекувам ниту поголеми предизвици. Сметам дека вештачката ментална бариера која што се создаде со години во однос на ова прашање се преби и сега влегуваме во една постконструктивна дебата во однос на самиот договор
и очекувам дека тоа мнозинство дори ќе се зголеми на последното гласање. Околу забелешките на одредени албански партии за националноста, дека треба да биде албанец, црта граѓанин. Мислам дека не го разбираат процесот. Моментално во нашите пасоши, во мојот пасош, во однос на државјанството пишува македонско. Сега ќе се додаде и слеш граѓанин на Северна Македонија. Значи, со овој договор процесот станува поинклузивен, бидејќи и македонците ќе се најдат во тоа државјанство, меѓутоа и другите етнички заедници кои што не се етнички македонци ќе се најдат како граѓани на Република Северна Македонија. Во однос на другите барања, мислам дека има едно недоразбирање кај тие помали политички партии кои што или се на страната на наивност или пак се киднапирани во процесот на растурање на договорот. А тоа е дека има сет на албански политички барања и на некаде на другиот дел е НАТО. Значи нема поголемо албанско етничко прашање отколку членството во НАТО. И дуи тоа го сваќа и на тоа работи, дека прв приоритет е НАТО, да го завршиме НАТО, другите приоритети се од второстепено значење во моментот. Се разбира дека може би има основа во однос на 20% или не, сега не е време да се оптерети овој процес, затоа што сметам дека НАТО е од стратешко значење и за албанците, меѓутоа за среќа и за сите граѓани на Република Македонија и за државата. Добро е што Охридскиот рамковен договор се вклучи во преамбулата не како некое етничко барање, туку напротив како комплетирање на реалноста во дефинирање на конститутивните елементи на државата, кои што нема да има некој ефект во секојдневното живење, бидејќи амандманите се веќе инкорпорирани во Уставот, уште во 2001 и тие го даваат ефектот. Преамбулата не произведува закони за разлика од другите амандмани. Преамбулата само ја рефлектира хронолошката, историската димензија на конституирање на државата, а тоа го прави процесот поинклузивен и ги промовира елементите на Охридскиот рамковен договор кои што всушност се принципи во интерес на сите граѓани. Од забелешките на претениците од опозицијата за уставните измени, дали очекувате, слушаме дека во Грција прилично критики доаѓаат од Грција, очекувате ли проблем во овој процес од грчка страна поради овие прецизирања кои што се бараат од македонска страна? Видете, не е лесно ниту таму процесот и фактот што не е лесно ни овде ни таму покажува дека е компромис, е симетричен компромис. Дека да имаше некоја поголема асиметрија во самиот компромис, ке имаше различен степен на реакции таму и овде. Ние гледаме еден нивелизиран, дури многу сличен отпор на опозициите во двете држави, што само по себе зборува за симетричноста на договорот, што е добро за граѓаните и ни дава некоја само доверба на нас, меѓутоа и на граѓаните за самиот овој процес. Според тоа што го знаеме од Грција, не очекуваме таму да се ризикува процесот, иако нема да биде лесно и се разбира ќе биде пораб. Целата работа како што кај нас пораб се оди и таму ќе се оди пораб, меѓутоа сум убеден дека ќе успее.